Организирани центри на моќ во и надвор од земјава стојат зад пожарите во Македонија. Службите го информирале премиерот Мицкоски за хибридни напади добро организирани од групи кои не им мислат добро на Македонија. Тие ќе продолжат и во иднина, но владата ќе ги порази, децидене Мицкоски. Сакам да кажам дека овакви работи ќе се случуваат. И нема да престанат. И сакам да упатам апел и до граѓаните дека вакви подметнувања, диверзии има и во периодот кој што следи. Затоа што има центри на моќ во државава, но и надвор, кои што не сакаат оваа влада да успее. Но ние ќе се бориме. Кои се тие? Тие ќе продолжат да подметнуваат, тие ќе продолжат да креираат, да лешинарат, а ние ќе продолжиме да работиме и да се бориме и на крај ќе победиме. Фирмата Евгрупација, одговорна за обработка и уништување на опасен токсичен отпад, ги исполнува условите за лиценца, но тоа не ги оправдува условите под кои таа работи. Според Мицкоски, ваквите слабости кај вакви компании стануваат таргет на хибридни напади, кои се насочени кон токму овие ранливи точки во системот. Вие можете да забележите и останати отпади кои што има во периметарот на местото каде што имаше пожар. Ги гледате условите под кои што тие работат. А исто така ги гледаме и условите под кои што работат отпадите широм државата. Ако мене ме прашате, тоа не се услови под кои што тие треба да работат, но истовремено сите овие хибридни и физички напади кои што се случуваат, ќе ги таргетираат ваквите слаби страни во државата и ќе продолжат да се случуваат. Премиерот нагласи дека владата планира да ги засили контролите и на други места со слични капацитети. Тој упати апел до граѓаните да ги следат препораките на институциите и најави дека сите кои се наоѓаат во периметарот на пожарот ќе бидат соодветно згрижени. Владата презема конкретни чекори за подобрување на системот за управување со отпадот. Мицкоски потсети на распишаниот повик за регионална депонија за југоисточниот дел на земјата, на започнатата процедура за депонија во југозападниот регион, како и на напредокот во изградбата на пречистителните станици во Битола, Тетово, Скопје и други градови. На прашањето дали ќе побара одговорност од министерот за животна средина Изет Меджити по објавите за негови предизборни партиски активности откако избувна пожарот, Мицкоски рече дека цело време биле во комуникација и оти се преземени сите потребни мерки.